Добар ден, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денешната пресконференција е тематска и на неа ќе обелодениме состојба поврзана со актуелната поставеност на системот за следење на комуникациите, која најпрво е во спротивност со законската регулатива, а потоа е доказ дека реформите кои се водеа под покровителство на Рајнхард Прибе суштински не се реализирани. Почитувани граѓани, фактите и аргументите кои ќе ги истакнам на денешната пресконференција говорат дека под формулацијата успешно имплементирани препораки од Прибе се крие само бледа и свесна манипулација на јавноста и меѓународната заедница од страна на одредени политички моќници кои се или биле на високи позиции во безбедносниот систем на државата. На самиот почеток, дозволете ми да истакнам дека како човек кој е долго во безбедносните структури на нашата држава и актуелен министер за внатрешни работи, изненаден сум од состојбата која е утврдена од страна на стручните служби на МВР, а која уште еднаш напоменува дека се однесува на следењето на електронските комуникации. Имено, од страна на стручните служби при МВР констатирано е фрапантно кршење на законите, каде што поранешната управа за безбедност и контрразузнавање, денес Агенција за национална безбедност, се уште ја има задржано посредничката улога во системот за следење на комуникациите, а кој се однесува за кривични истраги кои што се спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи. Со други зборови, 4 години по првиот извештај на Прибе, состојбата поврзана со поранешната УБК останува во најголем дел непроменета. Итите мерки за да се децентрализира и тргне моќта на оваа институција до ден денес се уште за жал фактички не се спроведени. Агенцијата за национална безбедност се уште е дел од системот за следење на комуникации на начин спротивен на законот. Односно, таа се уште има можност за пристап до сите телефонски разговори кои се предмет на оперативна обработка од страна на Министерството за внатрешни работи. Зашто конкретно се работи? Согласно Законот за следење на комуникациите и Законот за ОТА, односно Оперативно-техничката агенција, ОТА била должна да овозможи директна техничка поврзаност помеѓу неа и надлежната служба за спроведување на наредбите за посебните истражни мерки. Во случајот, соодветната организацијска единица во Министерството за внатрешни работи. Но истото до ден денес не е направено, односно се уште АНБ до ден денешен ја има задржано посредничката улога, што во суштина значи дека се уште постои техничка можност АНБ да има увид во следењето на комуникациите кои се спроведува за потребите на кривичните истраги спроведувани и во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Дотолку повеќе, што и покрај тоа, што кон крајот на 2019 година направена е надградба на еден дел од системот, кој физички е сместен во АНБ, а е наменет за МВР, не била отстранета оваа посредничка улога на агенцијата. Тоа значи дека реформата во делот на следење на комуникациите суштински не е спроведена. Иако согласно извештајот и насоките на Прибе, уште во 2015 година јасно е укажано дека од аспект на техничка опременост УБК го имала монополот над користењето на опремата за следење на комуникациите во разузнавањето и во кривичните истраги, односно имала можност да го спроведува и наблюдува следењето на комуникациите во своје име и во име на правосудната полиција, при што можела индиректно да ја поткопа независноста на водачот на истрагата, односно обвинителот. За надминување на оваа состојба, во самата препорака од Прибе од 2015 година препорачано е овластувањата на УБК да се намалат, одnosno да и се одземе посредничката улога со цел да нема мешање
во независност на другите надлежни органи, кога се работи за следење на комуникациите. Во таа насока, донесен е и првиот закон за следење на комуникации од 2018 година и е формирана оперативно-техничката агенција со цел да биде елиминирана секоја можност за злоупотреба на системот за следење на комуникациите. Исто така, согласно постоечкиот закон, покрај соодветната собраниска комисија, Народниот правобранител, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци, беше предвиден и формиран Совет за граѓански надзор, кој има за задача да ја гарантира законитоста на постапките насочени кон следење на комуникациите. Јавно ги прашува одговорните лица од наведените тела, задолжени за надзор и контрола на следењето на комуникациите, дали до сега ја констатирале оваа состојба и дали преземале соодветни мерки насочени на комплетно спроведување на законот. Симптоматично во целата оваа работа е што Министерството за внатрешни работи во изминатиот период не презело никакви активности за наминување на оваа состојба, која уште еднаш потенцирам дека е спротивна на законот. И во таа насока, јавно го прашувам поранешниот министер за внатрешни работи, а сега председател на владата Оливер Спасовски, кој истовремено и го предводеше процесот за реформи на безбедносниот систем согласно препораките на ПРИБЕ. Зошто не ги имплементирал законските одредби насочени кон реформи на процесот на следење на комуникациите? Зошто и покрај препораките на ПРИБЕ, но и одредбите од новиот закон за следење на комуникациите, не презел активности за отстранување на посредничката улога на АНБ во процесот на следење на комуникациите за кривичните истраги за кои што е надлежност и се од делокруг на Министерството за внатрешни работи. Дали Оливер Спасовски знаел за оваа состојба и свесно не презел активности за нејзино отстранување и надминување? Дополнително, јавно го прашувам директорот на ОТА, зошто во пракса не ги применил членовите 2 и 3 од Законот за оперативно-техничката агенција, со кој се наложува обврска за овозможување на директна техничка поврзаност помеѓу ОТА и работните станици на Министерството за внатрешни работи. Дали директорот на Агенцијата за национална безбедност свесно се ставил над законот со тоа што дозволил ваквата состојба, која била главна забелешка во извештајот на ПРИБЕ, односно ЕУ, да биде пресудна до ден денес. Почитувани граѓани, очигледно е дека начинот на кој што е формирана и екипирана Агенцијата за национална безбедност и неотстранувањето на посредничката улога на АНБ во следењето на комуникациите говори дека реформите на безбедносниот систем се само замајување на јавност, а не реални реформи согласно суштинските барања на ЕУ, кои беа предуслов за започнување на преговорите со Унијата, како и барањата на граѓаните за демократски и транспарентни безбедносни институции. Во однос на сето она што денес го образложив, го повикувам надлежното јавно обвинителство да го истражи овој сериозен случај и по допрен глас да утврди евентуална одговорност за неспроведување на законот и да утврди која е одговорноста на доскарашното раководство на Министерството за внатрешни работи и на актуелните раководства на АНБ и ОТА во целата оваа ситуација. Јавноста има право и треба да знае кој стои позади фактот дека Агенцијата за национална безбедност се уште го држи монополот во системот на следење на комуникации и дали тоа сценарио е креирано и спроведувано од одредени политички структури кои беа задолжени и тврдеа дека процесот на безбедносни реформи е успешно спроведен. Е основана една пријава од истрагите кои ги најавивте во интервјуто за ТВ21 на 27 мај. Може ли да ни дадете повеќе детали за тоа? Че јас не знам за каква истрага се работи, која истрага ја отфрлило обвинителството
доколку почитуваниот Џабир Дерала ни даде конкретни сознанија за конкретна истрага, може да му дадеме детален одговор. Второто прашање е дали е точно дека упорно ги одбивате поканите за телевизиите за дуел со заменичката Славјанка Петровска. Зошто одбивате дуел со вашата заменичка? Дали може би прифатиле дебата со заменичката Петровска организирана од цивил, на која би било возможен пристап и на други медиуми? Значи, работата во Министерството за внатрешни работи е исклучително комплексна, динамична. Изминатиот период имавме исклучително голем обем на работни активности. Јас генерално секогаш позитивно одговарам на барањата на медиумите за изјава, за интервју или за став. Во зависност од расположливите можности, ќе разгледаме поканата за дуели во наредниот период може да се организира. Дали од цивил или од некоја друга телевизиска куќа. И третото прашање од Џабир Дерала, Цивил медија, дали бевте во заблуда или можеби лажевте, намерно или ненамерно, кога тврдевте дека ракавиците на снимката од теретаната се оција, или можеби Мицкоски лаже кога вели дека се работи за боени ракавици. Дали можеби трпите некаков притисок или закани од Мицкоски да го заштитите во случајот теретана? Јас веќе информирам дека во оној извештај што пристигна до мене од одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и полициски стандарди, значи таму пишуваше дека цитирам дека се работи оција во однос на ракавиците. И фактички јас само го цитирав оно што беше извештај до мене доставен од одделот за внатрешна контрола. Во однос на второто прашање не трпам никаков притисок. Значи, одделот за внатрешна контрола постапува согласно координацијата со основното јавно обвинителство и во соработка на двајцата помошници министри и дополнителниот и помошникот министер. И во моментот се извршени разговори со лицата кои што работеле во теретаната Синерџи, меѓутоа и во моментот се врши вештачење од одделот за компјутерски криминал и дигитална форензика на оној едногодишен период од материјалите кои што се земени од страна на фитнес клубот Синерџи. Кога ќе се утврди, се надевам тоа ќе биде во краток период, во соработка со јавното обвинителство ќе биде дадена конкретна информација за вистината, објективна и точна состојба како била во врска со овој случај. Толку има прашање од Цивил медија, дали имате да поведете? Министре, во врска со Кресов денеска, ако е вака како што велите вие дека ако може да упростам, поправите ме ако грешам, ако поранешното УБК сега ОТА се уште прислушува? Не, поранешното УБК е сега АНАБА. АНАБА, извинете, да, така, АНАБА, ако поранешното УБК сега АНАБА се уште прислушува, дали може да ни кажете за претрпена штета во истраги или може би дури прекинати истраги, нешто по-конкретно, каква штета трпи МВР или истрагите на кои што работите? Значи овака, јас само кажав дека не е испочитувано препораките на ПРИБЕ, кои што се концепирани во Законот за следење на комуникации, Закон за ОТА и Закон за АНА. Значи во моментот, како што гледате на слайдот, значи оперативно-техничката агенција, согласно Законот за следење на комуникации, Закон за ОТА, има законска обврска, согласно член 2 и 3 од законот. Оптичките кабли, кои што со судска наредба на барање на МВР се следат, таргетите со пин мерките, од ОТА да одат директно во МВР. Исто така би требало да одат директно и во другите државни институции што вршат следење на комуникации. Тоа е, например, Управата за царина или финансовата полиција. Јас не знам како е случајот, меѓутоа зборувам за случајот со Министерството за внатрешни работи. А сега, спротивно на законот, оптичкиот кабел фактички наместо директно да оди до Министерството за внатрешни работи е останат да оди од оперативно-техничката агенција преку Агенцијата за национална безбедност, а после повторно до МВР. Значи, на овој начин, јас не знам и не тврдам дека Агенцијата за национална безбедност
врши незаконско следење на комуникации. Меѓутоа, спротивно на законот, техничката можност е останата. Тоа треба обвинителство да утврди зошто е прекршен законот и дали може би има и незаконско следење на комуникации. Во нивна истрага, заради тоа и го повика в обвинителството да утврди дали ситуацијата на незаконско, односно неспроведување на законот за следење на комуникации и закон за ОТА е исто пресликан и во случајот со управа за царина и со финансова полиција, зошто до сега не се коригирало и дали и каква е состојбата со следењето на комуникации. Дали ова дело, тоа што го најавував вчера, поврзаност на интервју за TV27, дека ова дело е многу истраги поврзани со функционери и по информацијата што се открива до сега, зошто не е постапено конкретно по законот. Јас за наведената ситуација разбрав пред 2 дена. Значи, ми информира со доставување на службени материјали Оделот за организиран криминал и спречување на корупција, и тоа и началникот и дополнителниот началник, и ми информира помошникот министар за информатика и телекомуникации и дополнителниот помошник министар за информатика и телекомуникации, вклучително и сите други стручни служби во Министерството за внатрешни работи. Веднаш по добивањето на информацијата јас бев фрапиран од оваквата состојба, што веќе имаме дури 4 години поминати од кога е даден извештајот од Прибе, а 2018 година е донесен законот за следење на комуникација и нови институции формирано, а не е надмината ситуацијата со концентрацијата на моќта на Агенцијата за националната безбедност, односно поранешна УБК, и монополот во однос на пристапот, техничката можност за пристап до следење на комуникации. Веднаш алармирав, ја информирам јавноста и медиумите, веднаш испратив писмено барање до директорот на ОТА да се постапи согласно член 2 и 3 од законот и да се овозможи директен пристап согласно законот за следење на комуникации од оперативно-техничката агенција до Министерството за внатрешни работи и го повикам обвинителството и сите надлежни тела за контрола на следењето на комуникации да постапат по јавен повик до нив. Да видиме кој не постапил, чија одговорност е и дали може би имаме навистина незаконско следење на комуникации, дали е злоупотребена таа техничка можност. Јас во моментот не знам дали е злоупотребена техничката можност, меѓутоа не требало така да биде согласно законот воопшто да има техничка можност. Тоа беше и суштината на реформите. И тоа беше суштина на носење на закони за следење на комуникации, за ОТА, за АНАБ. Да се идентифицираме, значи улогата се на АНАБ, има пристап до сите прислушувања материјали кои во овој момент викаме дека се легално снимани. Проблемот е последништвото на улогата со АНАБ до останатите институции. Значи, АНБ има пристап, техничка можност за пристап во следење на комуникации. Дали е злоупотребена или не знам. Меѓутоа, согласно законот, воопшто таа техничка пристап не требало да биде овозможена, требало да биде елиминирана, а не елиминирана. И покрај тоа што имаме и закони донесени и реформи спроведени. Не е повредено, значи со тие истраги најавени кои истраги против функционери, против кои луѓе се водат, против како профилно луѓе се водат. По едното прашање, второто прашање повредено со листијата во Струдено, каде е таа постапка? Завршили внатрешна контрола, се констатирали одговорност на полицијата. Дали, како се викаше, дали побара нешто обвинителството од вас во врска со тој случај со истрага за прекуче, дали има некаква некаков епилог? И третото прашање е поврзано со обвинувањето на полициски синдикат дека биле направени 6 ремени за 300.000 евра. Во некоја набавка дека биле бесплатно набавени и имаше пред некој час прес конференција синдикат. Добро. Видите, во врска со литијата во Струга, значи секторот за внатрешни работи Охрид, во соработка со основното јавно обвинителство, работи на идентификација на лицата, веќе се идентификувани лицата, се повикуваат
им се поднесуваат соодветни кривични пријави, односно поднесоци во јавното обвинителство. И тоа е постапка што оди, мислам дека е комплетирана веќе. За пропусти во полицијата? За пропусти на полицијата постапува одделот за внатрешна контрола. До денес до мене нема стигнато извештај од одделот за внатрешна контрола за комплетирана постапка, меѓутоа штом биде комплетирана, вршат разговори со началникот на одделението за внатрешни работи во Струга, во секторот за внатрешни работи Охрид, со дежурните инспектори кои што биле на терен и униформираните припадници на полицијата, вклучително и со одделот за униформирана полиција, за криминалистичка полиција, така да штом биде комплетирана цела постапка, ќе информирам јавност. Ќе информирам јавноста со оглед дека тука има затајување на превентивната функција на Министерството за внатрешни работи. Во однос на кој беше? Едното за истрагите кои ги најдете. Да, за истрагите, да. Да, јас сака само во однос на истрагите кои што ги најави, сакав да кажам дека во изминатиот период како Министерство за внатрешни работи сакав да информирам јавноста покрај концентрацијата оноа што значи на спроведување на мерките и одлуките на владата за заштита на здравјето на граѓаните, Министерството за внатрешни работи не ја изгуби од увид и откривачката функција. Односно, активностите во областа на откривање на сторители на кривични дела, посебно во областа на организираниот криминал, корупцијата, па и во овој дел. Така да јас сакав да ја информирам јавноста дека во наредниот период ќе објавуваме исто така и информации и за одредени носители на јавни функции за кои што веќе имаме одредени добиени информации, а кои што се можни сторители на кривични дела. Во изминатиот период не сакав да ја оптеретувам јавноста, бидејќи целокупната концентрација и на граѓаните и на општеството беше сконцентрирана на спречување на заразата од корона. Меѓутоа, сега со олабавување на мерките на владата, мислам дека се отвара простор да информираме јавноста за едној друг аспект од работата на Министерството за внатрешни работи, да не добија впечаток јавноста дека Министерството за внатрешни работи изминатите 3 месеци беше концентрирано само на спроведување на мерките за заштита од COVID-19. Не, ви уверувам дека Министерството за внатрешни работи беше целосно ангажирано и во откривање на кривични дела, во борба против организираниот криминал и корупцијата, а исто така и имавме сериозни предизвици кои што во наредниот број ќе се мултиплицираат, а тоа е спречување на илегалната миграција. И во однос на третото прашање, во однос на обвинувањата на независниот полициски синдикат дека сте набавиле ремени за некоја фантастична сума тука која што ја слушнав, мислам дека се работи за неточна информација, ги повикуваме сите медиуми и граѓани да проверат сите набавки се јавни. Така да ги повикувам да ја проверат таа информација пошто од јавен карактер, а доколку побарате ние писмено ќе ви доставиме, воопшто нема проблем за тоа. Инаку, се работи за потреба која што е дискутирана на координативното тело, со оглед дека со уредба на владата се скрати приправничкиот стаж заради потребата од зголемен обем на работа на околу 600 приправници. Значи, имаме недостаток од опрема, вклучително и тие ремени, односно опасачи. Така да затоа таа потреба е дискутирана на координативното тело и одобрена од координативното тело, а во однос на висината, јас ги охрабрувам и медиумите и тоа е јавна информација, ќе ви ја доставиме во оној момент кога ќе биде побарана од нас, меѓутоа тоа е јавно објавена информација што во секој момент може да се види. Видите дека АНАБО има техничка можност за следење на комуникацијата, е да детектира на проблема дека има техничка можност, дали ја злоупотребували или не е веќе прашање. Колку време е потребно да се отстрани овој проблем, да се смени ова? Јас да ви кажам, не сум техничар, меѓутоа денес е испратено писмо до ОТА и очекувам во најкраток временски рок истите да постапат. А јас веднаш што биде отстранета
ова незаконско постапување, ќе ја информирам јавноста дека веќе е воспоставен директен канал согласно законот помеѓу ОТА и Министерството за внатрешни работи. Во моментот кога ќе биде направено тоа, веднаш ќе издадеме соопштение во кое ќе информираме јавноста и медиумите дека истото е направено. Меѓутоа, во овој контекст мора основното јавно обвинителство да спроведе истрага зошто 2 години не е законски постапувано и чија е одговорноста за тоа непостапување. Мислам, јас сум само што едно Да, поведете. Најавите се дека на 1 јуни ќе почне да се размислува за отварање на границите. Или тоа пред неколку дена имаше одлука на владата со која граѓаните се бара за тие што ќе дојдат да има тест. ПЦР тест не постава 72 часа за да не одат во државата. Како сега на 1 јуни се размислува да се отворат границите, а на граѓаните ќе им се бара тест. Малце нејасно остана за јавноста околу делот за самоизолација државни карантини. Се разгледува ли на влада? Имате ли дискусија? Значи на влада постојано има дискусии и фактички оние предлози кои што доаѓаат од Комисијата за заразни болести се во насока на олабавување и понатамошно олабавување на мерките, па и понатамошно олабавување на протоколите за работа на угостителските објекти и тие во наредниот период уште повеќе се олабуваат, вклучително ако политичките фактори донесат одлука за парламентарни избори, тогаш неопходно е да се отворат границите. Инаку би имале нелегитимни избори. Значи мора да дојде наблюдувачката мисија на ОДИХР. Знаете, тоа се наблюдувачи од цела Европа кои што доаѓаат во Македонија. Исто така дел од граѓаните кои што имаат македонско државјанство, а кои што се надвор, ќе сакат да дојдат на гласање. Така да мора Комисијата за заразни болести да утврди точни протоколи како ќе се гласа и како ќе биде со лицата кои се наоѓаат во самоизолација, во државни карантини. Значи тоа се прашања кои се од отворен карактер и кои што мора да се решат, да се адресираат во наредниот период. Инаку во однос на оноа што беше последна дискусија, тоа беше дека и оние лица кои што се наоѓаат во државни карантини, доколку самите го направат тестот, PCR тестот, во нека од лабораториите, акредитираните лаборатории за PCR тестови на територија на Македонија, значи ќе бидат ослободени да одат во самоизолација. Министре, само уште едно објаснување, не знам дали добро ви разбрав. Да. Зборувајќи за евентуалната одговорност на полицијата за битијата во Струман, на крај вака завршивте. Веројатно затаила улогата на министерот. Дали добро ви разбрав? Затаила превентивната улога на Министерството за внатрешни работи. Добро, фала. Да. Превентивната улога на министерството. Добро, фала. Има други прашања? Не. Ви благодарам, убав ден имајте. Фала. Во добро здравје, пак да се видиме.